Прашендetje, поздрав до сите. Ова е една специјална емисија или подкаст организиран од ОПС емисијата тука во Скопје. Përshëndetje dashur ndjekës edhe një herë. Ky është një podcast I veçantë I organizuar nga misioni OSBE-s këtu në Shkup dhe në kuadër të fushatës 16 ditë aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore, misioni OSBE-s në Shkup organizon një sër aktivitetesh ndër të cilat është edhe ky podcasti që ka emrin From Silence to Accountability, nëse e themi në original, por në përkthim nga heshtja në përgjegjësi ose od molk do odgovornost. I kako del od kampanjata 16 dana aktivizam protiv rodovo bazirano nasilstvo, misijata na OPSE vo Skopje organizira niza ključni nastani, među koji I ovoj podcast I kako već kažav, koji se narekува ili темата е од молкот до одговорност. Зошто се организира овој подкаст И која е целта? Целта е да зборуваме слободно И можеби на неформален начин за теми кои можеби општеството ги знае, ги гледа, но не често толку слободно зборува за нив. Настаните се надоврзуваат на долгогодишната работа на мисијата на ОПСЕ тука во Скопје за зајакнување на институционалните капацитети за спречување токму врз насилството врз жените И девојчињата. И имам чест тука со мене на не толку формален начин, него на како што кажав, по разговорен начин, да продискутираме на темата со две дами. Едната е обвинителката Елена Жакула И универзитетската професорка Ведие Раткоцери. Фалемдери че е тук, благодарам што сте тука. Ке почнам со вас, госпоѓа Жакула, поради една причина, бидејќи во нашето општество, еве од некои податоци, само за 5 години се случиле 35 убиства од семејно насилство, меѓу кои И фемицид, но исто така 115 случаеви во склоп на 10 години. И овој феномен не е толку едноставен. Па сакам прво да ве прашам, не само професионално, но вака И како човечки, од човечки аспект, колку е тешко во вашата работа да се среќавате со вакви случаи? Прво благодарам на поканата И што гласот на обвинителството во оваа гласна кампања треба да се слушне и да ги охрабриме жртвите на семејно насилство кои што се една навистина чувствителна категорија на жртви, да го препознаваат семејното насилство, родово базираното насилство, истото да го пријавуваат пред надлежните институции. Погумти се бројките овие кои што ги слушнав од вас, навистина досега ги немам анализирано. Меѓутоа, фемицидот е една толку сензитивна И страшна појава во општеството, која што треба да биде уште во многу раните фази препознаено, бидејќи фемицидот не започнува инцидентно. Значи, тој трае со години, се манифестира на некои начини кои што можеби за институциите не се препознатливи, меѓутоа преку меѓусекторска соработка, добра меѓусекторска соработка И координација, секое црвено знаменце кое што ќе биде уклучено кај било кој од чинителите во овој систем треба да биде препознаено И да се реагира. Ние низ годините бележиме многу голем напредок И сензибилизираност не само кај јавните обвинители, туку И кај сите чинители во овој, така да го наречам, ланец, односно синџир, кои што треба да постапуваат при пријавите за семејно базирано насилство И да се остварат целите за кои што всушност И ние тука постоиме. Така, една од целите токму е тоа да зборуваме за фемицидот од овој аспект И сакам само да спомнам дека мисијата на ОПСЕ ја има подигната Femicid Watch, која представува мултисекторска платформа И на некој начин ги спојува И работата на полицијата, на обвинителството, на судиите, на судовите, на социјалните служби, токму за да се даде ова слика. Но кога се зборува за феноменот, секако не е само моментот на институциите, не е само моментот на
работата на вас на како обвинители, но и целото општество, како гледа целото општество на овој феномен. Па затоа сега ќе ја прашам професорката Ведие Радко Цери токму за ова прашање. До да бъдат пијате на Шчип, сигуришт пастајде до тја прекtheme de prokurores, por kur flasim për mendësinë dhe për mentalitetin profesoresh, sa e rëndësishme është që viktimat të dinë ku të paraqiten, mos kenë frikë të njoftojnë për dhunën që ju ndodh. Atëherë shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju falenderoj për ftesën, vërtet është kënaqësi dhe gjithmonë e hapur për aktivitete të tilla, duke qenë se edhe bëjmë pjesë në fushën e ngushtë të hulumtimit dhe me atë çfarë unë ligjeroj dhe bëj në punën time të përditshme. Këto që i përmendet realisht Nazim janë dy çështje të ndryshme. Para do të thotë se a dinë, a duan të raportojnë, dhe dyta kanë frikë të raportojnë. Unë konsideroj se çështja e parë, a dinë, sot mendoj edhe në vendet ndoshta më rurale, ku edhe atje aksesi në internet dhe në informacion është i pranishëm, konsideroj se më e kemi të kalu fazën e njohjes së dhunës në familje ose dhunës me bazë gjinore dhe të informatës se dikush a është viktim ose jo. Në këndvështrimin e viktimës, konsideroj se të gjithë mund ta identifikojnë nëse janë ose jo viktima, për dallim po flas nga e kaluara, jo shumë e largët, po ndoshta kur isha në studimet e magjistraturës, atëherë flisnim për kampanja, për reklama në televizion, për atë se çfarë është dhuna dhe se është diçka që duhet të raportohet, sepse ende shihej si diçka brenda familjes dhe diçka që ishte konform rregullave të shoqërisë dhe moralit. Sot mendoj se ajo më është tejkalu. Tash sfida është e radhës se viktimat inkurajohen, duhet dhe dinë se duhet ta raportojnë, por çfarë po ndodh pas raportimit. Ktu lidhet me të dytën që e përmendet, lidhur me frikën. Është e vërtetë, viktimat kanë frikë, edhe atë do të thotë kanë frikë të shumëfisht në shumë aspekte. Një është frika nga dhunuesi. E dyta është frika se çfarë do të ndërmarrin institucionet dhe si do të vijë pozita e saj ose e tij pas raportimit. Frika nga stigmatizimi, nga familja, nga rrethi, shoqëria, veçanërisht nëse bëhet fjalë për vende pak, do të thotë me norma më patriarkale dhe me shoqëri më të mbyllur, dhe frika nga e ardhmja. Definitivisht u bëhet fjalë për viktimat që kanë një varësi edhe... Ja, diskutojmë këto së bashku edhe me prokuroren. Patjetër. Nëse mundem edhe ta bëj një summarize në maqedonisht. Profesorkата кажа дека веќе во нашето општество, збирно, ова го кажуваме, има информации за тоа што е родово базирано насилство. Не е толку страно, но сепак овие случаеви ги има. Но може би најтешкиот момент е стравот како да се приде до институциите. Па сакав да ве прашам на вас, дали вие од контекст на вашата работа се среќавате со овој момент, кога може би одите на терен, колку жртвите се плашат да објаснат што им се случува? Како дел од кампањава, сега прво да се вратиме на Femicid Watch, онаа платформа која што се како таква веќе ќе ја пушти во употреба и да имаме ние некаков увид, односно и сите да имаат увид колку е се позастапен овој вид на насилство, најкатастрофално да го наричаме. Вака сега обвинителството постапува по пријави. Пријавите кај нас може да бидат да се оформат под опрен глас, да бидат поднесени од Министерството за внатрешни работи или пак од некоја од институциите која што препознава некој вид на родово базирано насилство, односно семено насилство. Жртвите, ние сме, од она што успеав до негде да ве разберам, кажавте дека ние сме едно патриархално семејство. Значи, жртвите, доколку сакаат да го пријават насилството, се соочуваат со неколку кочници претходно. Пред се да не бидат осудени од семејството, да не бидат осудени од околината, да не дознае на никој начин и насилникот дека тие го пријавиле, а исто така и голем проблем е за да не се пријави, да не се осудат да го пријават семејното насилство, економската зависност, бидејќи тие се уште се економски зависни од своите партнери, од оние насилници. Па еве и без превод врече се истите работи ги кажуваме, бидејќи овие се феномените кои се случуваат во општеството. Па
во овој контекст сакав да ве прашам дали има стандарди можеби како се комуницира со жртвите во овој момент, дали има протоколи за и тие да бидат поослободени од сите овие преги што ги зборуваме. Токму сега дел од начинот на кој што се доаѓа до пријавување, на кој се пријавуваат овие кривични дела, ги споменав. Значи првично пријавата стигнува до Министерството, до полицијата, значи на надлежната полициска станица. Таму јас ве уверувам и ги уверувам сите оние кои што ќе го гледаат овој подкаст, дека таму работат исклучиво професионалци кои што се сензибилизирани. Значи ние постојано работиме на наша континуирана обука како да постапуваме со овие жртви, бидејќи ова е една многу сензитивна категорија на жртви. Не може да постапуваме со истите како на пример некоја обична кражба да е случајна. Значи тука треба да се внимава какви прашања се поставуваат и како всушност ние пристапуваме, за да не се чувствува жртвата дека е испрашувана. Затоа што често пати тие знаат да даваат и фрагментирани изјави. Значи дел од работите да ги прикријат, односно од траумата што ја трпеле претходно, да не се сеќаваат на оние клучни контексти од настанот кој што е случаен, а кои на нас не се значително битни. Така да не само во полицијата и во обвинителството кога понатаму ние ги повикуваме за да ни го појаснат настанот, ние навистина постапуваме го почитуваме. Јас ве уверувам дека не само дека сите обвинители постапуваат со должно внимание спрема овие категории на жртви. И токму поради тоа, значи не знам дали да кажам дека е за жал бројот на пријави е се поголем. Поголем е затоа што сметам, барем тоа е моја лична перцепција, веќе овие жртви имаат доверба во институциите. Значи знаат дека спрема нив се однесуваме, се постапува со должно внимание, се почитува правото на достоинство, се верува во нивните, да ги наречам така, приказни, затоа што тоа е една тажна приказна која што низ годините се провлекувала и еве сега се охрабрила жртвата и бара спас од институциите. Меѓутоа, она што треба да го истакнам сега во овој момент е дека не само гонењето, тоест истрагата и гонењето и на крај пресудата е доволна за да ние го одвратиме насилството и да го намалиме бројот на родово базираното насилство. Секако едукацијата е едниот момент и со професорката тоа го дискутираме често, бидејќи ако општеството не е едуцирано за феноменот, тогаш мислам за повеќе феномени, но сега конкретно зборуваме за овој феномен, тогаш не може да се направи најверојатно промена. Сакав да ве прашам, секако и ќе ве прашам за овој момент, но прво професорка од ваше искуство, вие сте направиле неколку студии, имате и објавени текстови и книги. Како институциите реагираат? Сега обвинителството е само еден дел, но се почнува од соработката на институциите за феноменот, нели, да се детектира и ако е најдобро и да се спречи. Па во овој контекст, кој е вашето искуство? Што викаат луѓето што вие сте ги сретнале? Како функционира тоа? Дали се тие задоволни за соработката на институциите? Тука прилично има доста проблеми, особено јас се сложувам со обвинителката дека да, полицијата е во првиот ред во битката против насилството. Они се тие каде што најчесто се пријавува насилството, дали тоа е семејно насилство, родово базирано насилство и слично. И да, мислам дека во последните години е направено да се едуцираат, бидејќи и тие полицајци, да кажам, се дел од ова општество и тие се луѓе со менталитет и тие потикнуваат од негде и затоа тука борбата е да се смени најпрви нивниот менталитет, па после да се наведе во професионализмот на постапување. Мислам, вие ќе му покажете како треба да се постапува, но ако он во својот ум или тој мајндсетот негов е таков дека семејното насилство е нешто што се случува внатре во семејството меѓу мажот и жената и дека не е нешто што он треба да се меша и дека не
толку сериозен вид на криминал како он би постапил во другите случаи, таму е и проблематиката на постапувањето, бидејќи ние многу често имаме случаи каде што сега барем од тоа што јас го знам, полицијата не постапува правилно, најпрвин се труди, значи ситуацијата да ја доведе во неформалност, некако да се труди сериозноста, да не ја прифати сериозноста на случајот како што треба да биде. Ако е некоја, да кажем, условно кажано, кавка меѓу парот или нешто што не е многу, или ќе процени дека не е нешто многу сериозно, ќе се труди така неформално да ја среди ситуацијата, без да навлегува во постапките кои што треба обавезно да се превземат, и затоа овој пристап често пати доведува во ситуација каде за втор пат жртвата веќе нема да пријави, бидејќи има такво искуство од првиот случај и нема да се осмели, значи, за втор пат. Имаме многу често ситуации каде што жртвите ќе идат во невладините организации. Ние имаме правна клиника во нашиот факултет каде што исто така може да добијат бесплатна правна помош, да пријавуваат, да ги охрабриме, да поразговараме и да им помагаме, значи да одат да пријават во полиција и слично, и дека кога ќе им кажете дека и ние како дел од оваа клиника ќе бидеме со вас кај полицијата, кај обвинителот, веќе нема да биде исто како првиот или како првото искуство што сте го имале, некако ќе се охрабрат повеќе, значи за да пријават. Јас во првиот пат кога се обратив на албански, баш се сложевме на овие мислења дека веќе е надминато на тоа што е семејно насилство, кои се насилниците, кои се формите, веќе мислам дека сите знаат што е тоа и веќе сите може да идентификуваат кога се дел или кога се жртви на семејно насилство. Веќе поминуваме на втората фаза, да кажам, во пријавувањето, и тука, значи, понекогаш има различни перцепции и различни искуства на жртвите. Значи, може да се каже дека се идентификува проблемот, но не секогаш се пријавува. Не секогаш. Дефинитивно црната бројка, темната бројка, што ја викаме на криминалот, кај овие кривични дела, да кажам, е највисоко ниво. Јас сум многу сигурна дека, иако има во последните години многу повеќе случаи на тоа што ги пријавуваат, тоа не значи дека има повеќе случаи на семејно насилство. Јас мислам дека ипак во минатото имало многу повеќе случаи, но не се пријавени. Во денешно време има повеќе пријави, али темната бројка дефинитивно, ова не е случај што се случува прв пат и се пријавува, ова трае со години, дефинитивно. Во контекст на ова, би сакал обвинителката да ја прашам, како се обезбедува приватноста тогаш, за да некој што пријавува можеби од страна, но и самата жртва, да се зачува и да не се плаши, да не се повтори тоа што професорката кажа, нели, действието. Тукму така, значи, нас основно начало ни е да се заштити приватноста и достоинството и интегритетот на таа жртва која што пријава. Не само жртвите пријавуваат, значи многу е мал бројот, меѓутоа се случува да пријави некој од соседите кој што слуша, некој кој што видел, некој од поблиското семејство кој што го препознава семејното насилство, меѓутоа не сака да знае дека токму тоа е тој што пријавува. Постои законот нас не дава можност таквите пријавите да бидат анонимни или под псевдоним. Исто така постои можност законска и на жртвите ние да им обезбедиме процесни мерки за заштита, меѓутоа тоа се за особено ранливи категории на жртви. Секако дека понекогаш се обесхрабрува жртвата кога се соочува со голем број на институции низ кои што треба да помине за да се ја оствари правдата на некој начин. Ние се преку координирана акција, соработка со сите вклучени институции, тоа се МВР, социјалните служби, понатаму центрите кои што треба да и граѓанските здруженја кои што треба да обезбедат заштита, се трудиме да го смалиме бројот на физички лица низ кои што таа жртва треба да помине, за на тој начин да ја дадеме доверба и храброст да истрае до крај. Значи да го санкционираме насилникот и да борбата да ја добиеме во суд.
и понатаму постапка. Годинава имавме 4 случаи на фатален исход од, мислам, како последица на родово базирано насилство. И сега, од ваши аспекти, што конкретно би можело да се направи како превенција? Бидејќи откако се случува делото, може би институциите ќе реагираат, но без разлика дека вие сте обвинител, сепак дали мислите дека другите институции треба побрзо да реагираат или да имаат проценка дека постои ризик? На апсолутно брзата, темелна реакција на сите институции ќе ги даде посакуваните резултати во поглед на превенција на семејното насилство. Значи, ние мораме да го превенираме. Кога ќе стигнеме до крајот, веќе навистина доцна. Затоа, при првичната пријава мора да се направи не само формална проценка на ризикот, туку и суштинска проценка на ризикот. Треба да се направи, и сметам дека тука центрите за социјална работа треба да имаат многу проактивна улога во сето ова, затоа што тие ги креираат мерките за заштита на жртвите на семејно насилство, бидејќи не само жената е жртва на семејно насилство. Значи, тука имаме ние и секундарни жртви, тоа се децата. А таа проценка, како понатаму и какви мерки треба да бидат превземени, ги прават центрите за социјални работи. Значи, ние правиме обвинителството како координатор на истрагите мора да ги има сите податоци од надлежните институции, затоа што само еден синхронизиран преглед на состојбата во семејството ние можеме да соодветно да ја третираме. Значи, ние треба да знаеме колку поплак има во тоа семејство, колку пати таа жена се кажала дека нешто не е во ред. Треба да знаеме дали тој претходно е казнуван, дали има изречено некои мерки од граѓанските судови и дали таквите мерки ги почитува. Тоа се податоци кои што треба да ни ги обезбеди полицијата кога го пријавува настанот. И ние врз основа на сето тоа да создадеме, затоа што треба да делуваме брзо и веднаш. Секоја подоцна реакција навистина може да носи фатален ефект, бидејќи таков е сензибилитетот на овие кривични дела. И тогаш да цениме какви мерки на заштита ќе бараме. Значи, дали ќе бараме од судот, дали таквиот сторител кој што досега е неколку пати пријавуван, без никакви ефекти од пријавите врз него, значи тој не е освестен дека веќе не треба да го сторува кривичното дело, треба да му определиме, да побараме, тоест некаква заштита од судот, а судот да ја обезбеди. За сето тоа ни треба докази, за сето тоа ни треба, како што кажав и претходно, еден синхронизиран систем и споделување на информациите, затоа што мозаикот за да го склопиме ни се потребни сите овие податоци. И токму, професорке, во ова насока, институции без соработка на повеќете институции, проблемот најверојатно нема да се реши. Но мислите ли дека треба да се направи повеќе за побрза реакција? Кое е вашето искуство или видување? Дефинитивно да. И законот исто така, и протоколите, и сите документи, да кажам, кои што се креирани во нашата држава на овој аспект, исто така и сега последните промени направени во склоп на Истанбулската конвенција или хармонизација на нашето законодавство со Истанбулската конвенција. Превенцијата е едно од првите начела и каде што најмногу треба да се фокусира целата казнена политика во нашата држава на овој аспект. Синхронизацијата на институциите, брзата постапка дефинитивно, законот мислам има постапки, има предвидува начини како најбрзо и да не се чека, на пример, да се оди до суд или да поминат часови, денови, има значи начини на кои треба да ефектно полицијата да постапи, нели пак ќе се навратам кај полицијата. Например, една мерка е да се отстрани сторителот од заедничкиот дом. Значи, во секој случај да, пример, среден ног ќе се пријави. Колку е тоа тешко да се направи и колку често се прави? Тоа сакам да се навратам. Сега, колку е спремна нашата полиција, значи да оди во заедничкиот дом, каде што ќе се навратам сега пак на тие нормите што ги имаме. Во најчестите случаи сопственик е сторителот, нели, или е заеднички дом со поширокото семејство, и сега, иако насилникот ќе се отстрани од заедничкиот дом, ќе седи жртвата
со секундарните, со децата, со секундарните жртви така натаму, како ќе може тоа да профункционира во реалниот свет, во реалното општество. И тука е проблематиката. Јас зборувам повеќе за регионот каде што спаѓам, каде што работам и каде моите истражувања се повеќе фокусирани. Во ова општество, во овие семејства е многу тешко тоа од заедничкиот дом да се отстрани, макар и тоа да е за недела дена, додека му се дава време на жртвата, нели, да се смести негде. Тоа е многу проблематично. Проблематично е и од аспект на полицијата, ипак, ако кажува законот за полицајците во повеќето од времето, тоа не е нешто прифатливо да се отстрани сопственикот или мажот или таму каде што од генерации е наследено, да кажам, тој стан или таа куќа, и тука жртвата ќе мора, значи, да излезе, да кажам, среде ноќ со се деца. Исто така немаме доволно советувалиште или места каде што шелтер центри, каде што би можеле овие жртви да се сместат, и сите други проблеми што се надржуваат тука. Очигледно меѓуинституционална соработка мора да има, но зборувате паралелно, иако од други аспекти, за другиот момент што и за мене е битен и што сакам да ви го поставам како прашање, е колку има развиена свест во овие институции. Па обвинителке во обвинителството колку има развиена свест. Очигледно вие ја знаете проблематиката и зборувате за ова и нели ги знаете и сите ефекти и начинот како институциите комуницираат едни со други, но сепак треба ли повеќе да се работи во свеста на самите институции, на луѓето што се дел од овие институции? Секако дека треба да се работи понатаму, меѓутоа она што така и почнав, значи треба ние да ги охрабриме жртвите да пријавуваат, затоа што институциите, кога се тие најкревки, тука ќе застанат и ќе им дадат подршка. Јас се радувам затоа што во изминативе години се бележи навистина поголема сензибилизираност кај обвинителите кога постапуваат по овие кривични дела. Сето тоа се должи на континуирани обуки, посета на разни семинари кои што вродиле со плод. Значи тоа е многу добро да се знае дека ние сме сензибилизирани и дека знаеме како да постапуваме со овие категории на жртви. Меѓутоа, додека имаме фемициди, додека имаме убиства при вршење семејно насилство, не можеме да кажеме дека доволно сме постигнале. Треба да работиме многу повеќе, треба да правиме анализи од досегашните фемициди, затоа што ова кривично дело кој што се случува во приватниот сектор, така ќе го кажам, е тивок, но е многу гласен. Многу е гласен и на нас не дава некои индикации кои што понатаму може да ни користат. Ние постојано анализираме претходни случаи, анализираме докази и на крај носиме заклучоци. Така да пак ќе кажам уште еднаш, доволно сме сензибилизирани за овој степен до кој што сме стигнати. Меѓутоа секако дека е потребна континуирана едукација. А баш сега доаѓам и од еден настан кој што претходно кој што работи во оваа кампања, кој што е уклучен во оваа кампања, кој што треба да бидеме гласни, и кажува дека континуираната обука е многу битна, особено за нас како професионалци, да постапуваме. Не треба ние само да се задржиме на оние редовни обуки што досега сме ги постигнали и демек се знаеме. Не, треба постојано да се напредуваме затоа што исторителите, а и семејното насилство се развива. И треба да учиме и од претходните искуства, меѓутоа да ги надоградуваме сегашните. За крај сакам да прашам, која би била вашата порака за тие што не слушаат, за тие жени и девојчиња кои можеби се сомневаат дали да зборуваат или не? Сепак вие сте обвинителка и дел од овој зинџир институционален. Која би била пораката? Кој ќе го гледа овој подкаст, на неколку пати го кажав тоа дека жртвите не се сами, дека има институции кои што, пак ќе кажам, кога се најкревки, ќе ми ја дадат онаа подршка, дека довербата и во брзата правда е тука веќе, на самиот праг. Треба само храброст, тие да се охрабрат, да го пријават сторителот, а останатото останува на институциите. Професореш,
А та që shohin, ne i përmendëm disa aspekte të problematikës. Sigurisht ju vini nga akademia, nga universiteti, megjithatë keni përvoje, keni klinikën, siç thatë në universitet, keni takuar viktima. Cila do të ishte porosia për ata që na shohin? Për ata që na shohin, absolutisht porosia, diçka që unë vazhdimisht e them edhe atë shpeshherë, dhuna në familje, dhuna me bazë gjinore, nuk është problemi grave, nuk është problemi vajzave, është problemi burrave. Edhe realisht në këtë drejtim duhet të drejtohen edhe shumë politika, qoftë në procesin edukues, po qoftë edhe pastaj institucional dhe veprimit. Me prokurorën bash do të kisha dashur nashta në ndonjë rast tjetër të shohim edhe mundësinë, sepse edhe këto 16 ditët e aktivizmit, ato që janë më aktivët janë gratë, edhe ky podcast dëshmon, do të kisha dashur të kisha ndoshta me gjithë respektin për prokurorën, bisaka da imam mash obvinitel tuka, znači pošto sekogash se smeta дека ова е проблематика или се ова се занимаваат само жените и не е нешто што ги или со што треба да се занимаваат и мажите. Тоа кажувам и од наше искуство и во нашиот факултет со сета почит, но ние професорките и студентките се занимаваат. Многу ретко имаме студенти што третираат, например, семејно насилство како магистерски труд или нешто слично, или професори кои што се занимаваат нешто конкретно со овие проблематики. И со ова почнав дека родовото базирано насилство и семејното насилство не е проблем на жените, тоа е уствари проблем на мажите. Тоа што е порака до жртвите, сега да не звучам клише, нели, дека треба да се пријави, не треба да се трпи и така натаму, но постојат начини. Значи, само треба да се најде вистинскиот пат и во најтешките случаи, бидејќи тука, значи, се надоврзуваат и некои проблеми што спаѓаат во аспект на третирањето на жените и во матичното семејство, наследството, економската независност, нивното вработување, работата и така натаму. Значи, жртвите кои што се жртви, ако до тука сме, дефинитивно само треба да видат кој начин е најсоодветен за третирање на нивниот случај. Има начини, дали преку невладини, кои што кажав се многу активни, дали преку правни клиники, дали директно до обвинителството. И тој начин постои да дојдат да пријават директно до лице каде што веруваат дека стварно ќе им излезе во присред и ќе им помогне во нивниот случај, за да не дојде до екстремното, да не дојде во тоа што е најекстремно во семејно насилство и родово базирано насилство, фемицидот, да заврши со фемицид. Profesore, të falenderit shumë, vi blagodaram Grazie, mnogo. si Pra një gjithmonë. përmbledhje e vogël, Falenderit pra shumë. mund të kishte një zgjidhje, vetëm që duhet të gjendet hapat e Patjetër, duhur. absolutisht, do të thotë vetëm duhet të shihet në rastin konkret, nga problemi që ka, cila është rruga e duhur. Do thotë sepse çdo rast është i ndryshëm dhe frika është gjithmonë e ndryshme. Nëse është frika nga dhunuesi, sepse është i fuqishëm edhe i njeh policët ose e njeh rrethin, atëherë vetëm duhet të dalë pak jashtë atij rajoni dhe të gjejë një ndihmë, ndoshta pak më larg, ku influenca e tij është më e ulët. Dhe rastet të tjera do të thotë gjithmonë duke u mundu të gjejnë një modalitet në bazë të asaj dhe informatave që shpërndan. Fatmirësisht sot gjithnjë më shumë dhe ka qasje secilit e këto informata. Vedjera të Kocerit, të falenderit shumë. Falenderit shumë, Juve. Falenderit. Обвинителке Елена Жукова, ви благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека на вака малце по-неформален начин дискутиравме за тема која е деликатна, но и малце и како едукација, не само за жените и девојчињата, него и за целото општество. И секако, на крај, само да кажам дека овој подкаст е дел од кампањата 16 дена на активизам против родово базирано насилство, организирано од мисијата на ОПСЕ тука во Скопје. Ju falemderit shumë, vi благодарам многу што не следевте.